Се бориме за својата екзистенција, за нашите семејства и доколку не се одговори позитивно на нашите барања, ќе станеме порадикални. Ова го порача отпуштените работници од комбинатот Југохром Алзар, кои денеска 2 часа го блокира автопатот Тетово-Скопје. Сметаат дека се работи за политичка игра, затоа што Тетово повторно е најзагаден град, иако 3 месеци оджаците на комбинатот не чадат. Ги обрабруваме надлежните институции позитивно да одлучуваат за судбината на Југохром и да ги имаат во предвид судбините на 700 вработени, со нивните семејства, како и економскиот придонес за комбинатот и за локалната националната економија. Вработените во Југохром се колатерална штета на се она што се случува во Република Македонија, почнувајќи од политичката криза, значи немањето влада која компетентно може да одлучи за продолжување на Југохром и нормално робување на дел од параграфите кои ја регулираат материјата животна средина. Значи, ако го имаме предвид фактот дека Југохром ова Тетово денес нема почист воздух отколку во периодот кога Југохром работеше, факт е дека овде не се работи, дека загадувањето на Тетово доаѓа од Југохром. Ние ако бидеме отпуштени од работа, ви ветувам дека ќе имаме радикални мерки и ќе бидеме спремни и спремни сме, затоа што нашите фамилии чекаат плата од нас. Погледајте не кој сме и што сме, погледајте, снимајте, ова е дното на работничката класа во општина Тетово. Сакаме да истакнеме дека Југохром е жртва на некои луѓе кои имаат болни политички амбиции, а се кријат за некои невладини организации. Божем, сакаат чист воздух во Тетово. Југохромци побараа да почне производствениот процес и паралелно да се работи на поставување на филтрите, но Државниот инспекторат за животна средина сепак ја продолжи забраната. Раководството на комбинатот вчера соопшти дека ќе почне со отпуштање на дел од вработените, затоа што веќе не се во можност да исплаќаат 60% од платата доколку не се отпочне со работа. Југохром беше затворен на 1 ноември, откако се проби рокот за поставување филтри, иако уште тогаш надлежните побараа пролонгирање на рокот од 18 месеци, истото не го добија. Со затварањето на Југохром бе отпуштени над 700 работници.